Нова учебна година, стари проблеми. Метрополата се уште во хаос по прашањето за јавниот сообраќајен превоз. Утринава, за разлика од останатите денови, немаше многу метеж по постојките. Веројатно поради тоа што родителите одлучија децата да ги умнесат на првиот час со своите автомобили, или пак ЈСП успеа да ја засили првата смена. Дел од граѓаните пак се одлучија за велосипед, тротинет или да пропешачат. Велат не чекале премногу утринава, ама бараат итно решение на целиот проблем со ЈСП. Оти со враќањето на децата во школа сигурно ќе има гужви. Они си викат па нека си одат граѓаните пешки, не можам да разберам тоа како ќе си одиме ние пешки. До Бардовци треба да одам јас пешки. Значи 2 автобуса чекам. Се случува јас во 11 да излезам или уште 5:30 да излезам, до 7 да не стасам на работа. Мислам дека со автобусиве проблемот мора да се реши, пошто ученициве веќе почнаа да одат во училиште. И тоа е еден важен проблем. Не е добро сега ќе почнат деца у школа да идат. Треба да се реши тоа. Проблемот се реша, само не сака да го решат. Иначе се реша. Меѓу нив е кривицата. На пола сата има, но повише, побрзо нема. Тоа е многу лошо. Но по плането сликата беше поразлична. Забележливо граѓаните чекаа подолго време по постојките. Всушност слика која што се гледа со месеци во главниот град, додека градоначалничката Арсовска само бара вина во советот и никако да најде решение за хаосот. Денеска проблемот стана поголем, оти дел од приватните превозници не возеа утрината поради натрупаниот долг и барањата за повисока цена по километар. Проблемот се провлекуваше со месеци, па дури денеска, откако најголемиот дел од приватниците одбија да возат, ЈСП волшебно најде пари и им исплати 80% од долгот. Двата пакета, пакет 1 и пакет 3, кои са бајле само свртеа по една тура, сега колегите се активираат од гаражите за да почнат да возат и да ги обслужуваме граѓаните на град Скопје. Воедно и вториот проблем со цената на километарот. Во моментов се прават некои ситни договори и преговори што може да се постигне. Од град Скопје се задоволни и велат дека превозот денеска функционирал нормално. Тие ги обвинуваат медиумите дека наседнале на наметната паника и посакаа среќен почеток на учениците, без да објаснат што ќе се прави со јавниот превоз. Јавниот градски превоз утринава функционира нормално, наспроти напорите и политичките притисоци на ВМРО ДПМН да предизвикаат нови потешкоти за граѓаните на градот Скопје. За жал, дел од медиумите наседнаа на наративот на владеачката партија, предизвикувајќи чувство на несигурност кај скопјани. Во моментов јавниот градски превоз го обслужуваат сите автобуси на ЈСП, како и автобусите на приватните превозници, кон кои градот Скопје и ЈСП немаат никакви заостанати обврски. Скопјани со месеци се мачат како да стигнат до посакуваната дестинација, оти автобусите доцнати речиси редовно се преполни и често се расипуваат. На ЈСП му недостигаат автобуси за да биде покриен зимскиот возен ред, кој почна во неделата. И за сега нема никаква информација докаде е поправката на 40 автобуси за кои директорот на претпријатието се заложи дека ќе ги сервисира.